Време е за најновите информации. Што се подготви информативната редакција на К1 телевизија ќе погледнете во следните 30 минути. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Драстична промена на времето, од тропски гориштини до есенски температури. Според Чадиев, изградбата на кружни текови го подига нивото на безбедност во сообраќајот. Според податоците на Државниот завод за статистика, 80% од македонското население живее во сопствен дом. По сончевите и топли денови, температури над 40 степен кои ги имавме изминатиот период и протоколовата алертна фаза, денеска Македонија под дожд и максимални температури до 22 степен. Најниски температури утринава беа измерени во Лазарополе, Маврово и Крушево, каде беа измерени 12 степени, додека најтопло беше во Дојран со 20 степени, потоа следуваше Гевгелија со 19, Битола, Тетово, Струмица, Претор, Куманово, Демиркапија и Скопје беа измерени 18 степени. Во Охрид во 8 часот беа измерени 17 степени, додека пак во Крива Паланка, Штип, Виница и Тополчани 16 степени. Според метеоролозите, облачноста ќе се задржи до крајот на денот, која ќе биде проследена со северозападен ветер и со врнежи од дожд кои наместа ќе бидат поројни и локални. А какво време не очекува наредните денови во продолжение? Значи, утре предпладне се уште ќе имаме локални врнежи од дожд, главно во јужните делови од земјата. Ќе дува умерен до засилен ветер од претежно североисточен правец. Во поглед на температурите утре ќе биде свежо, иако малку потопло од денеска, некаде со максимални температури од 19 до 26 степени. Во вторник веќе, од вторник и наредните денови ќе биде стабилно, сончево со мала до умерена облачност. Ќе имаме пораска и температурите. Во вторник веќе тие ќе достигнат до 30 степени, за понатаму да имаме пораст. Еве, во петок веќе ќе имаме температури до 35, а веќе во деновите од викендот и температурите во југоисточните делови од земјата ќе го надминат 35 степен. Ќе имаме некаде температури 36 до 37 степени. Кружните текови се опција за решавање на сообраќајниот проблем, но истовремено го подигаат и нивото на безбедност во сообраќајот. Локалната самоуправа на општина Велес веќе има подготвено проект за изградба на нови кружни текови, зашто точно станува збор во прилогот во продолжение. Со изградбата на кружните текови кај Јавона и спомен костурницата, подигнато е нивото на безбедност во сообраќајот, вели градоначалникот Славчо Чадиев. Овие две сообраќајни решенија се дел од проектот со кој се предвидува модернизација на сообраќајот во Велес. Чадиев вели, сите параметри покажуваат дека исправна била одлуката за градба на кружните во нова населба и оној на источниот влез. Самите показатели говорат средното. За овие 3 години се изградени 2 кружни тека. Нити една сообраќајка на самите кружни текови немаме досега пријавено. Официјално, нити една. Претходно имавме, поготово за тешки возила на кружниот тек и Костурница, секој втор, трет ден проблеми со сообраќајот. Имавме често пати превртување на тешки теретни возила со оглед на начинот на аголот и така натаму. Да не говориме за Авона, каде што имавме континуирано помали, поголеми сообраќајки, безбедноста на движењето на возилата, со тоа безбедноста на граѓаните е на максимално можно ниво. За изградба на новиот кружен тек, оној кој ќе ги поврзува улиците Наум Наумовски Борче, Благој Ѓорев и Прва комуна, општината од сопствениот буџет ќе издвои 4 милиони денари. Ова сообраќајно решение е многу помодерно од она кај Јавона и спомен костурницата, велат сообраќајните експерти. Тука всушност се поврзуваат 3 кружни тек. Со кружниот тек ќе го изгубиме застојот што се јавува, бидејќи често пати, мора да го заклучиме и тоа, констатирано е дека оваа лента што се предвидува во моментов да оди лево, често пати се користи за лента само за право. И тука е најголемиот проблем у сообраќајот. Со изградбата на кружниот тек и со големината, тука гледате имаме 2 линии добиено тука, 2 траси, ќе се убрза оваа лента и добиваме предност, нема да има застој на
работењето, односно на движењето на возилата. Ова решение не е последно од проектот за модернизација на сообраќајот во Велес. Општината планира раскрсницата кај Башино село да прерасне во модерен кружен тек. Инвеститорите и граѓаните се жалат на долгата и сложена процедура низ која минуваат за да ги извадат потребните документи за урбанизам. Со истото мислење и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, кој смета дека процесот на урбанизам е најголемата кочница за економски просперитет и развој на Република Македонија. Мартина Митков со деталите. Урбанизмот според градоначалникот на Кавадарци Александар Панов е основната пречка за економскиот развој на Република Македонија. Панов рече дека со неговата констатација можеби нема да се сложат многумина урбанисти, но според досегашното негово искуство како градоначалник, многу работни места во Кавадарци, а сигурно и во другите градови, пропаднале токму заради хартија. Тоа е урбанизам, урбанистички решенија, генерален и детален урбанистички план и така натаму. Полесно е да обезбедите милион евра отколку да дојдете до документ или дозвола нешто да изградите. И оттаму, мислам, едно од оправдувањето на луѓето кои што изминатите децении граделе надиво е тоа дека не можеле да дојдат до дозвола за градење, затоа што до таа дозвола за градење се стигнува со години. До бизнис, луѓето се откажуваат од бизнисот кога ќе видат каква се мамутска работа нема да завршат, треба да завршат со деталниот, односно генералниот урбанистички план. Според Панов, најдоброто решение би било урбанизмот да се укине за 5 години, додека трае економскиот раст и развој на Република Македонија и потоа повторно да се воведе. Тогаш граѓаните и инвеститорите би можеле да градат само со еден проект кој што ќе биде проверен од локалната самоуправа и од Министерството за транспорт и врски и во рок од 3 месеци од почнување до завршување на постапката да им се даде дозвола на луѓето да градат, бидејќи без градба ние немаме економски просперитет. Децидене Панов. Чекаме еве за генералниот, чекаме 2 месеци за основи од Министерството за култура, каде имало, не знам, вакви или онакви споменици на културата кои што до сега сигурно се евидентирани и за да се препишат истите чекаме 2 месеци. Тоа е само од култура, каде се транспорт и врски, каде се труд и социјална политика, каде се комуналното предпријатие, другата инфраструктура и така натаму и така натаму. Кавадарци го има економскиот просперитет со оглед на ниската стапка на невработеност, но уште полесно би било доколку процедурата за урбанизација се олесни, смета Панов. Сообраќајна незгода се случи во текот на вчерашниот ден на регионалниот пат Чашка-Лисиче помеѓу мопед и патничко моторно возило. Во незгодата со повреди се здобил возачот на мопедот АП, кој со возило на итна медицинска помош е пренесен во јавната здравствена установа Велес. Деталите во продолжение. Едно лице е повредено во сообраќајна несреќа што се случила вчера попладне околу 15 часот на спојот од регионалниот пат Чашка-Лисиче со земјен пат кој се наоѓа на околу 15 метри после мостот на реката Тополка. Како што информираат од СВР Велес, сообраќајната незгода се случила помеѓу мопед АПН 6 со велешки регистарски ознаки управуван од АП-17 од Чашка и патничко моторно возило Volkswagen Шаран со велешки регистарски ознаки управувано од ЗМ49 од село Долно Јаболчиште, општина Чашка. Во незгодата со повреди се здобил возачот на мопедот, АП кој со возило на итната медицинска помош е пренесен во јавната здравствена установа Велес хирушко одделение, каде од страна на лекар се констатирани тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош е задржан на лекување. Увид на лице место извршила екипа од СВР Велес, при што е констатирано дека двајцата возачи не поседувале важечки возачки дозволи, а поради технички причини не е извршено алкотестирање на истите. Возилата се упатени на технички преглед. Хуманитарното здружение на турците и ЕНХ-ът од Велес одржа театарска представа наречена Љубов кон татковината. Обидот за државен удар кој се случи на 15 јуни 2016 година ја потресе целата турска нација. Токму затоа целта на оваа манифестација беше младите да се истакнат јасно дека се против
издајничките лица кои ја продаваат својата држава. Годишнината од неуспешниот пуч во Турција одбележани во Велес со театарската представа Љубов кон татковината во Велешкиот театар. Хуманитарното здружение на турците од Велес на овој начин ја дадоа својата поддршка за неуспешниот обид за државен удар врз Турција, што се случи минатата година. Целта на оваа манифестација беше младите да се истакнат јасно дека се против издајничките лица кои продаваат својата држава. Председателката на Здруженијето Синџан Зуберова во нејзиниот говор рече дека ги осудуваат ваквите случувања во државата. Сакаме да ви кажеме дека не само во Турција, било каде во светот сме против насилниците и ги осудуваме истите за било какво наштетување и нарушување на мирот на државата. Бејџан Илјас во својот говор истакна дека искрено се надева дека сликата од пред една година никогаш нема да се повтори, додавајќи дека е горд што е дел од турската нација. Сакам да кажам дека сум горд со турската нација што таа вечер без никој сомнеш, без да се плашат од смртта, испаднаа на улиците и си одбранија државата од предавниците. Фала им на 250 загинати цивили, полицајци бранејќи го суверенитетот и интегритетот на својата држава. Се надевам дека ваквите случувања нема да се случуваат никогаш повеќе. Учесниците од овој културен настан со краток филм со поезија и со театарска представа ги покажаа случувањата што се случиле во обидот за државен удар во Турција, што се случи на 15 јули 2016 година, во кој загинаа 249 лица, а 2100 беа ранети. Традицијата, обичаите, културното музичко богатство, седомосминскиот такт се обележието на македонскиот народ. Фолклорните манифестации понатаму најпривлечни, бидејќи преку нив се прави промоција на македонскиот фолклор и традицијата. Се промовира Македонија надвор од државните граници. Младите поддржувачи на традицијата се побројни. Звуците на традиционалните инструменти како кавалот, зурлата, гајдата, тапанот ја отсликуваат македонската традиција и култура. Изворната песна не подсетува на минатото, шареноликоста и автентичноста на носиите ги представуваат различните подрачја во Македонија. Ова е сликата која ја гледаме на културните манифестации ширум републикава, со една единствена цел – зачувување и продолжување на македонскиот традиционален фолклор. Публиката како најголем критичар смета дека ваквите настани се од исклучително значење и треба да ги има што почесто. Сакаме и повише да е, не само еднаш. Може да биде и 2 пати годишно, не еднаш. Но ти е превише убаво. Ние немаме друго нешто осем ова. Многу убаво е. Нека продолжи вака секоја година. Се почесто ги гледаме младите, сметате дека се заинтересирани? Да, заинтересирани има многу, има млади, не само стари. И старите сме и младите. Тоа што е убаво сите не сакаат. Ние доваѓаме секоја година на сите прослави. Гледаме така. Се почесто младите можеме да ги погледнеме. Сметате дека се заинтересирани за продолжување? Да. Нека продолжат младите. Живото е на младите. Како продолжувач на традиционалниот фолклор, Златко Стојчевски, член на изворниот оркестар Рудина од Битола, вели дека манифестациите од ваков карактер се нераскинлив дел од промоција на македонскиот фолклор, додавајќи дека е горд што младите се почесто пројавуваат интерес кон фолклорот и традицијата. Во суштина, во глобала е една голема афирмација на Македонија за земја која што, како што знаеме, негова е една од најбогатите фолклори, најбогатите етнокореолошки постановки од сите аспекти овде во Македонија. Местото на младите деца му е тука фолклорните ансамбли, затоа што поголема социализација од ова што имат во фолклорните ансамбли не може да имат во други организации овде во државата. Неодамна заврши 14-тото издание на Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2017, една од низата манифестации која работи на зачувување и продолжување на традиционалниот македонски фолклор, но и промоција на традиционалниот фолклор на земјите од Европа и светот.
Според податоците на Државниот завод за статистика во однос на живеалиштето, дури 80% од македонското население живеат во сопствен дом наспроти податоците од Европа, каде тој процент изнесува 69. Нашите колеги од регионалната телевизија Мега ни ги пренесуваат деталните податоци. 7 од 10 жители на Европската Унија или околу 69% живееле во сопствени живеалишта, 20% живеат под кирија, преостанатите 11% како подстанари со символични кирии или бесплатно сместување кај семејството, покажуваат последните статистички податоци на Европското статистичко биро Евростат. Според податоците на Државниот завод за статистика на Македонија, пак во 2015 година дури 80% од населението во земјава живее во сопствени живеалишта, што е тренд карактеристичен за повеќето земји од Централна и од Југоисточна Европа. Во Македонија ваквиот тренд продолжува, а дека решавањето на стамбеното прашање е еден од основните приоритети на граѓаните, доказ е големата стамбена изградба. И секако растот на кредитирањето во земјава каде најголем процент на одобрени кредити кои се и со најпримамливи камати отпаѓа токму на заеми наменети за купување стан. Во вториот квартал од 2017 година има мало зголемување на активностите на пазарот со недвижности, што се должи на поволните каматни стапки на комерцијалните банки и големиот пад на цените на становите, а може да се забележи и голем пад на цените на закупите на станови во голем број на општини. Ова го покажуваат резултатите од регистарот на цени и закупнини за периодот од 1 март 2017 до 30 јуни 2017 година, што ги изработи Агенцијата за катастар на недвижности. Од регистарот се гледа дека понудата на станови на пазарот континуирано расте, со што ја задоволува побарувачката и од во моментов има доволна залиха на новоизградени станови, доколку побарувачката се зголеми. Моментално хидролошката состојба во Македонија е стабилна со водостои на реките кои се доста ниски и подпросечните вредности за овој период од годината. Од тој аспект, поголемите водотеци и нивните речни сливови имаат доволно голем капацитет да ги примат најавуваните врнежи и за сега се безбедни во поглед на нивно изливање или локално поплавување, соопшти од управата за хидрометеоролошки работи. Според прогнозата на синоптичарите, најавените врнежи од дожд локално се очекува да бидат интензивни и обилни. На некои места се очекуваат и над 30 литри на метар квадратен. Според прогнозата на синоптичарите, врнежите од дожд се очекува да бидат пообилни и поинтензивни во југоисточните делови на земјата, така што посочуваат на внимателност кај помалите реки и суводолиците во пределот на планинскиот масив Кожув, слив на реките Бошава, Дошница, Кованска, Серменинска, Коњска и Петрова, во Гевгелиско-Валандовската котлина, слив на реките Анска, Поганска и Лудамара, во сливот на реката Струмица, водотеците од пределот на Малешевските планини и Огражден, како и сливот на реката Брегалница. Од УХМР велат дека доколку врнежите бидат интензивни и сконцентрирани во градските урбани средини, можно е брзо формирање на истекувањето на места каде атмосферската канализацијска мрежа нема доволна пропусна моќ и капацитет да одговори на ваквиот вид на поројни врнежи од дожд. Осум луѓе ги загубија животите, а најмалку 50 се повредени поради стампедо и срушен зид на стадионот во Сенегал. Трагедијата се случила на Демпа Диоп, стадионот во главниот град Дакар, на крајот од финалниот Лига Куп надпревар помеѓу Стад де Мбор и Унион Спортиве Оакама. На крајот на мечот започнала тепачка помеѓу фановите на двата ривалски тима. Полицијата употребила солзавец за да ги раздели, но наместо тоа предизвикала трагедија. Пофрлениот солзавец, толпата во паника почнала да бега, а тоа предизвикало стампедо и срушен зид. Продолжуваме со вести од светот. Над милион турски граѓани учествуваа на грандиозниот митинг синоќа наречен Епопеја на победата за демократија, со кој беше одбележана првата годишнина од обидот за државен удар, што се случи на 15 јули минатата година. Мостот над Босфорот, наречен мост на мачениците на 15 јули, кој е долг 1,5 километри, беше исполнет со луѓе, а според некој проценки имало над 1 милион лица. Точно на тоа место беше отворен меморијалот на мачениците од пучот на 15 јули во кој загинаа 249 лица, а 2100 беа ранети.
Церемонијата започна синоќа со конвој на чие чело беше председателот Реджеп Тајп Ердоган и неговата сопруга Емине. Митингот почна со пеење на националната химна и едноминутно молчење во спомен на загинатите, пошто беше прочитана молитва за мртвите од Куранот за душата на загинатите 249 лица, кои беа споменати секој поединечно. Ердоган од Истанбул замина за Анкара, каде пополнек учествуваше на седницата на парламентот во спомен на жртвите. Во говорот во Анкара, Ердоган изјави дека ќе го потпише законот за враќање на смртната казна доколку му биде доставен. Ако таква мерка биде разгледана и усвоена во парламентот, ќе ја потпишам без двумење, рече тој. Снегот во Чиле е ретка појава, но направи тотален хаос и однесе еден човечки живот. Поради обилните снежни врнежи неколку лица добиле сериозни повреди, а има и еден починат. Се работи за работник кој починал додека чистел мраз. Во градот Сантијаго без струја се повеќе од 280.000 корисници. Има дефекти во мрежата за снабдување со електрична енергија. Поради снегот се блокирани неколку автопати. Повеќе спортски надпревари се откажани поради временските услови. Неколку лица се хоспитализирани поради електрични шокови. За Чиле јули е најстудениот месец, но температурата ретко паѓа под нулата. Последен пат снег имало во Сантијаго во 2007 година. Земјотрес со јачина од 5,3 степени според Рихтеровата скала синоќа во 23 часот и 30 минути по локално време го погоди грчкиот остров Крит. Епицентарот на земјотресот бил на длабочина 10 километри под морското дно, на околу 60 километри источно од градот Хераклион, соопшти Националниот институт за геодинамика. И покрај тоа што земјотресот бил почувствуван силно во источниот дел на Крит, нема податоци за настрадани лица и за причината материјална штета, јавија локалните медиуми. По главниот земјотрес во период од половина час имаше 3 вторични потреси, секој од нив со интензитет од по 3,5 степени. До крајот на денот ќе се задржи облачноста, свежото време и врнежите од дожд, кои во јужните и источните делови повремено ќе бидат поројни и пообилни со над 30 литри на метар квадратен. Најдолго и континуирано се очекува врнежите да се задржат во југоисточните делови, каде количината на навар над воден талок може да биде и поголема. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Температурите дневни се движат од 17 до 23 степени. Локални врнежи од дожд ќе има и утре предпладне. Во текот на денот ќе дува повремено засилен северен ветер. Од вторник следува период на стабилно време со пораст на дневната температура, која во петок ќе биде во интервал од 29 до 35 степени. Со метеоинформациите го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!